Толку млади, а сепак храбри и пожртвувани. Тројцата Велешани во саботата вечерта несебично и без двоумење влегле во Вардар кај новиот мост и од смрт ја спаселе нивната 36 годишна сограѓанка. Реагирале инстинктивно веднаш штом виделе дека некој се дави. Во реката најпрво влегол 27 годишниот Емин кој се враќал од лекар, иако болен не се двоумел да й помогне на жената која се држала за тенка гранка. Веднаш по него запливал и неговиот пријател 21 годишниот Махмуд Демиров, додека стигнало кајчето на помош им притрчал и братот на Махмуд Фаик Демиров. Цели 2 часа овие момчиња се бореле со ладната вода само да ја спасат жената. Спасив жената, ми вика фала ти, не знам што ме фана, не ме пушта. Викам зошто се фрли, ми вика двајца ме брка. Тоа не било точно, туку имало со домашните некој проблем со мажот, тоа е нејзин проблем. И така почна да се тресе, да плаче, да вика спасете ме, вика не можам, вика. И ја гледав таму има гуми. Почнав да ги наредам гумите, ние што ќе бидеме викам у вода, она да не биде у вода. Може викам да се случи нешто за нез у водата. До водата унатре рипнав и ја влеков неа, братот исто и ја извадевме. Херојскиот подвиг денеска им го честита и градоначалникот Славчо Чадиев, ги награди со еднократна парична помош. Честитам на ова нивна покажана храброст, на нивната хуманост пред се, да во вечерните часови, кога било најпотребно, се најдат на правото место. Поготово господинот Емин, затоа што доваѓајќи од доктор со здравствени проблеми, не размисли воопшто и право влегол да помогне во тој критичен момент за една наша сограѓанка. 36 годишната жена се обиде да се самоубие во саботата вечерта фрлајќи се од мостот во реката. Десетици граѓани биле очевидци на трагичниот настан, но никој не се обидел да й помогне, се додека не налетале Емин, Махмуд и Фаик. У моментот палтото й беше остаено и у моментот го здогледав девојчето стоеше на островчено. Возбудено орно две дечки у моментот видоа и претрча и дадоа помош. Стоеше девојчето? Па стоеше исцрпено, изнемоштено. У прав момент изрипаа тие две деца и помогнаа у кајак. Дојдоа кајакарите, у кајак го ставија и го извадија од левата страна. Храброста, пожртвуваноста и несебичноста на овие луѓе покажува дека Велешани знаат да помогнат во неволја, но истовремено треба да биде пример и за оние помалку храбрите. Центарот на село Иванковци ќе добие нов лик, ќе се направи канал за одвод и просторот ќе се уреди. Градежните активности започнаа денеска, градоначалникот ги постави темелите. Проектот треба да биде готов за 3 месеци, а неговата изведба чини над 80.000 евра финансиски средства кои се обезбедени од програмата на Агенцијата за рурален развој. Жителите од Иванковци денеска со задоволство присуствуваа на настанот. Вела дека досега на сред село имале големи проблеми пред се кога надоаѓала реката. Очекуваат тоа да биде минато. А тука лицето на селото, значи центарот на селото е, самите гледате во каква ситуација. Имавме проблеми со дотекување на реката. Значи кога ќе дотечеше реката, целиот овој дел се однесуеше и моравме значи дополнително да интервенираме во општина Велес да ни дадат помош. За краток временски период многу напредува за Иванковци. Па се трудиме дека и така ќе продолжи натака. И како? Само со маки, друго ништо. Река ќе дотече, ми не може да поминеме доле да стотидиме. Па изградува на ова улица на жителите од Иванковци многу ќе значи зашто ќе го сопред младиот кадар да се задржи и нешто поубаво ли ќе добие село. 3 големи инфраструктурни зафати се превземаат во село Иванковци. Се прави патот во должина од 10 километри, се гради повеќе наменско спортско игралиште, а сега се средува и центарот. Заедно кога ќе се сумира сумата, во овој момент во Иванковци се вложуваат повеќе од 700.000 евра инвестиции, нешто што не е направено во ова населено место во изминатите 50 години. Сите градежни зафати се доказ за добрата соработка на институциите и граѓаните. Советот со своите одлуки даде приоритет за овој проект. Општинската администрација ги изготви проектите во краток рок, за да може веднаш да аплицира. Аплицираше до Агенцијата за поддршка на рурален развој, се одобрија средства од таа агенција и еве гледаме дека денес почнува да се реализира проектот кој што е од исклучително значење за село Иванковци.
Село Иванковци е најголемо населено место во тој дел на општина Велес. Со реализацијата на овие проекти, директна корист ќе имаат околу 1000 жители. Ќе се прочистуваат отпадните води од селото Раштани. Почна изградба на колекторски систем. Во него ќе се филтрира водата од канализационата мрежа во селото. Проектот се реализира во соработка со Агенцијата за поттикнување на руралниот развој. Таа го одобри проектот на општина Велес за изградба на пречистителна станица. Се работи за дефинитивно решавање на фекалната канализација во населеното место Раштани, кое што е со поголем опсек и ќе заврши со анаеробна пречистителна станица. Висината на средствата се 5 милиона денари, меѓутоа општината е подготвена доколку има потреба да продолжи и со повише средства да интервенира за да дефинитивно овој горлив проблем за жителите од населеното место Раштани го решиме. Периодот на изведба е 3 месеци, го изведува фирмата Евроинженеринг. Со ова го заокружуваме процесот на 3 добиени проекти од Агенцијата за рурален развој за 2013 година. Парите одобрени преку владината програма за рурален развој придонесуваат за подигнување на квалитетот на животот во селата, вели пратеникот Ѓорѓе Коџобашиев. Додава дека сите проекти се резултат на потребите на луѓето кои живеат во руралните средини. И агенцијата и пред се владата на Република Македонија пристапува кон решавање секојаш на проблемите на граѓаните на Република Македонија, оние проблеми кои самите граѓани ги истакнуваат при средбите со самото местно население. Колекторскиот систем се гради на влезот во селото. Токму овде поминува главниот канализационен вод. Во пречистителната станица ќе се влеваат само отпадните води од Раштани. Она е наменско моментов и повеќе од колку што се потребите према бројот на жителите и куќите во ова населено место, така да она ќе ги задоволи во потполност нивните потреби, меѓутоа доколку има и потреба, нели доколку дозволува и теренската конфигурација, тоа би можело да се приклучат и повеќе корисници. Со изградбата на колекторскиот систем ќе се заврши проектот за зафаќање и прочистување на отпадните води во Раштани. Селото веќе има канализациона мрежа во должина од 700 метри. Белото постно гравче, ракијата, виното и постните салати и годинава декор на свечената трпеза на Мегдан. Вековната традиција продолжува. Се слави чист понеделник, денот со кој започнуваат великденските пости. Годинешните домаќини со венец од суви чушки на врата и со широко отворено срце ги пречекуваа гостите кои сакаат да бидат дел од оваа традиција, а нив ги има се повеќе и повеќе. Доаѓаат од сите делови на градот и се дружат до доцна навечер. Целта е да го обезбедат градот, постно јадење, мислам, постни салати, ракија, вино, фактички да се одбележи постот. Постот великденски, после прочка, до Великден постот што е 40 дена да се обележи постот. И домакинот си дава се што треба. Тоа оде од генерација на генерација и помлади сега се пријавуваме за домакини, значи од повозрастни, постари, сега доаѓаат и понови генерации. Нешто битно е да продолжи традицијата и да се задржи празникот како празник, чисти понеделник, кога се очистува душата, значи треба се да биде чисто постно, се да се замие за да се продолжи постот за Великден. Овој ден по прочка ме враќа во деновите од мојата младост, ми ги буди спомените и ме прави среќен, раскажува мегданчанецот Ицо Картушот, човекот што е возобнови вековната традиција. Ова традиција не го одамна. Традицијата е може 100 години. Дедо Гајдов, така се вика дедо Гајдата, Ѓорѓе Гајдов, дедо ми Перо Јучев, Ласло Нојков, ние кога деца одека се збиравме, они гравче го направи, го прави гравот наму кај фурнат. И чиничи ги земе, лепче од тоа, па налажица да се направи традицијата. Додека беа они живите, а традиција одеш. Кога почина они, наследството го земат тој син од Благој и тој е Раштанецот. Докога беа они живи, иста традиција се одеше редовно. Постите се прават сите ден, народ се избират кој ќе дојде гости тука, секој може да дојде. Од кога они почина, од 90-та година кога јас го фанав крстот, поново го обновив јас. Ми дојде така идеја, што традицијата ми беше криво зашто да не се почитува тој. Со или без поддршка, оваа традиција нема да изумре. Чист понеделник ќе се слави уште многу години, велат мегданчани. Горди се на себе што традицијата се помасовно ја прифаќаат и младите генерации.
Јас више го дадов мојот подпис. Управите 4. Па затоа што председателот е добар, таа ќе биде уште подобар. Повторно, бидејќи беше многу добар и за народот. Он си сака Македонија, не да биде некој што не сака Македонија, кој што некој има државата. Затоа ќе давам глас да го треба со двете раце подпишам дека он е добар председател. И уште подобар ќе биде. Се реконструира мостот Гемиџии. Градежните работи почнаа вчера. Санацијата ја реализира Агенцијата за државни патишта. Проектот предвидува заекнување на столбовите, менување на асфалтот и оградата, поставување хидроизолација. Горната страна ќе се вади комплет, целиот асфалт, тротарските површини, оградата и ќе се постави нов. Исто така ќе биде предмет на решавање на комплетното одводнување, бидејќи до сега не беше решено и од тие причини и самиот мост покажуваше слабости, тоест попуштање на одредени делници на одредени делови од истиот. Реконструкцијата на мостот треба да заврши за 1 година. Градежните работи ќе чинат половина милион евра. Парите се обезбедени од буџетот на државата. Ова е еден од најскапите инфраструктурни проекти кои што во овој период ќе се прави во Велес со потенциран средства од буџетот на Република Македонија во координација со локалната самоуправа. Еве, овозможивме со средства од државниот буџет покрај другите крупни зафати кои што во минатиот период се случува во Велес да се реши и да се санира, односно комплетно да се реконструира овој проблематичен мост. Од локалната самоуправа велат дека додека трае реконструкцијата на мостот, периодично тој ќе биде затворен за секаков вид на сообраќај, ќе се пренасочува преку стариот мост. Се надевам дека во многу скоро време, согласно начинот на изградбата, време траењето на работите, Велешани во наредниве 50 на години ќе немаат никаков проблем со комуникацијата на овој значаен дел од градот. Мостот Гемиџии е главна сообраќајна алка која ги поврзува двете страни на градот. Уште пред неколку години надлежните утврдија дека е намалена неговата носивост. Поради ова од десната страна е потпрен со метални столбови. Нов сообраќаен режим се воведува на влезот во Велес под спомен Костурницата. Движењето на возилата ќе се регулира со кружен тек. Викендов почна неговата изградба. Новото сообраќајно решение ќе чини 100.000 евра, а парите ги обезбедува локалната самоуправа. Кружниот тек ќе биде готов за 2 месеца. Од овој смер се движат многу патници, многу возила кои што заминуваат во разни правци кои од према Штип, Скопје, Гевгелија, према Езерото, Младост и обратно. Едноставно, она што го ветивме, го исполнуваме. Токму за оваа намена од Советот на општина Велес се предвидени 7 милиона денари, пари од буџетот на општина Велес и за 2 месеца очекуваме да го видиме првиот кружен тек во Велес кој што ќе биде осветлен истовремено и ќе представува продолжување на клучката од Штипско џаде према Велес и со тоа дефинитивно Велес почиња но сигурно да наликува на град бидејќи ќе го има првиот влез, званичен влез во Велес кој што ќе го олесни движењето на сообраќајот. Знаете дека на ова место во изминатиот период често пати сме имале со оглед на карактеристиката на теренот, несакани случаи, сето тоа сакаме да го избегнеме, да воведеме безбедност на сообраќајот во движењето, намалена брзина, прегледност на движењето на патниците. Во следниот период локалната самоуправа на Велес ќе гради уште еден кружен тек, ќе се наоѓа во новиот дел на градот. Општинските власти утврдиле дека новаа раскрсница се создава најголем сообраќаен метеж. Овој проект е дел само од проектите на кружните текови што ќе бидат во наредниот период што се предвидени за работа за изградба. Тоа едниот е кај во нагоре кај што ги чекаме документациите, потоа следниот за 2016 година ќе го предвидиме кај Башино село. Сите овој објект денеска што го почнаме со изработка, прво ги обезбедивме сите потребни дозволи, документации и се што е неопходно за отпочнување на една ваква градба. Изградбата на кружниот тек е меѓу низата проекти кои се реализираат во Велес. Деновиве во употреба е предаден пешачки надвозник, а почна и реконструкцијата на локалниот пат до селото Иванковци. Привршува изградбата и на системот за водоснабдување на објектите околу езерото Младост.
Резултатски лошо продолжение на сезоната за фудбалскиот клуб Борец. Во првото пролетно коло Велешани доживеја висок пораз од екипата на Зајас. Домакинот во Кичево беше подобар противник и заслужено стигна до 3 бода со убедлива победа од 4:0. Извештајот по надпреварот говори дека Зајас бил подобар тим. Домашните имале повеќе можности за погодок, а искористиле 4. Играта на Борец била слаба и неорганизирана. За Борец останува шансата за првите пролетни бодови да ја бараат во наредните средби, а првата наред е против Дрита, која наредниот викенд ја пречекува во Велес, екипа која го победи Борец со 3:0 во есенскиот дел од првенството. 3 бода на секој надпревар на домашен терен стануваат обврска за Борец, затоа што на 14 средби до крајот на првенството Велешани се на 14-тото место на табелата, кое не обезбедува опстанок во лигата. За да ја реализираат таа цел, потребно е да стигнат најмалку до 10-то место, кое засега е оддалечено 10 бодови.